Ако не си социалист на 20 години, немаш сърце. Но ако си социалист на 40, немаш памет. Цитат от Винстон Черчил, или Джон Адамс, или Жорже Клеменсао, или Франсуа Жуйзо. Добродојавте на Беседа, македонската емисија за високи возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И днешната наша тема е екстремна десница. Оваа тема се надоврзува на претходната, која што беше политички екстремизам и која што природно продолжува од невзе. Така што многу од работите кои што ги кажавме таму во претходната епизода, овој пат може нема ги спомнуваме или нема ги спомнуваме толку детално, така што препорачуваме да ја преслушате таа наша епизода пред да ја слушате оваа денес. Денеска ќе се здржиме на екстремната десница и на нашата критика, како и објаснување на самата екстремна десница. Зошто настанува, кои се нејзините основни одлики и зошто како екстремна десница треба да е подложена на критика, а во следната наша епизода ќе се бавиме со екстремната левица и со истите аспекти на истата. Екстремна десница. Да видиме што е тоа. Екстремната десница се однесува на политички идеологија и движења кои промовираат ултранационализам, ксенофобија, авторитаризам и ставови на надмоќност. Често отфрла демократски норми и сака да користи радикални или насилни методи за да си ги спроведе своите политички или социјални или општествени цели. Основите на екстремната десница, односно идеолошките столбови се национализам и етноцентризам, авторитаризам, антилиберализам, популизам и насилство и радикализам, заради тоа е екстремна. Клучни одлики на екстремната десница е промовирање на строги политики за емиграција или депортација, идеализирање на традиционални вредности, често со радикални женомрзни или анти-ЛГБТ ставови, но има и мажомрзни ставови тука. И употреба на пропаганда, особено популистичка пропаганда, особено преку социјални медиуми за ширење на страф и подови. Сега да видиме неколку примери за екстремната десница. Значи, неонацистички движења. Обично неонацистичките движења се спаѓаат во екстремната десница. Тие ја земаат својата инспирација од така наречениот изворен нацизам во Германија во 30 и 40 години на 20 век. Меѓутоа, тоа што не го разбираат е дека изворниот нацизам, неговото име не доаѓа само од националност, од наци, туку доаѓа од национален социализам. И дека изворниот нацизам е една перверзна мешавина на екстремна левица и на екстремна десница. Значи, неонацистите многу често ги напуштаат овие екстремно левичарски аспекти на нацизмот и се здржуваат само на екстремно десничарските аспекти, на омрза кон мигранти, на омрза кон евреи, на воспоставување на утра традиционални вредности и така натаму. Традиционалистички. Значи, неонацистички движења се еден пример. Други се популистички екстремно десничарски партии и движења. Имало повеќе такви, например, Златна зора во Грција, која што дури применуваше и политички мотивирани убиства за да се истера својата радикална агенда. А деновиве, тоа што го видовме е дека судот во Германија ја потврди класификацијата на Алтернатив фур Дојчланд, односно Алтернатива за Германија, како екстремно десничарска партија, односно движење, со кое што се овозможува на тајните служби на Германија да ја следат со тајни разузнавачки методи и плюс да може да им уфрлуваат агенти во самата партија. Не сум запознат толку со АФД, меѓутоа според мене од тоа што го знам не ми изгледа како екстремна десница, може да изгледа како далечна десница, меѓутоа како екстремна десница не. И мислам дека оваа квалификација е погрешна, меѓутоа треба да навлезам по длабоко во истото. Други примери за екстремна десница се екстремни антиимигрантски движења, онакви шовинистички, ксенофобни движења. Такви се многу често можеме да ги видиме кај нашите соседи, особено Грција и Бугарија, кои што ги мразат македонците и негираат нивното постоење и негираат дека воопшто постојат македонци во нивните држави и нивните системи. Меѓутоа постојат и Пегида, например, патриотски европејци против исламизацијата на Западот. Меѓутоа не верувам дека Пегида се
екстремна десница повторно, и слично како АФД. Меѓутоа, оние кои што се движење на модерни некои белечка надмоќ, некои остатоци од неонацисти и ККК клан и така натаму, тие кои што сметаат дека белците треба, не само што треба, туку и морално исправно е да доминираат со целиот свет, и особено Западот да доминира со целиот свет, тие се екстремна десница. Тоа се некако примери за екстремна десница. Значи, во основа, ја викаме екстремна заради тоа што често оправдува и посегнува кон радикални и агресивни и физички агресивни методи за да се ги спроведат своите цели или барем агитира за употребата на такви методи. Инаку, ако се обидува да оди низ регуларните демократски институции и изборни системи, под предпоставката дека истите се фер и ја одразуваат волјата на народот, како што прави АФД, тогаш не би биле екстремни. Тогаш би биле, можеби, крајно десница, меѓутоа не е екстремна десница. Сега, пред да му дам збор на свештеникот, само уште на работата спомнам, во нашата претходна епизода зборувавме за Овертоновиот распон. Овертоновиот распон беше распон на политички прифатливи идеи во едно општество или заедница. И се тоа што е надвор од Овертоновиот распон, можеме со голема сигурност да го означиме како екстремно, како екстремна политика. Тоа што сега да го спомнам тука е дека некои аспекти од екстремната десница, како например нивното агитирање или способноста или спремноста да се користат агресивни физички агресивни методи, па дури и убиства, дури и други агресивни аспекти, алатки, за да се спроведат нивните политички и социјални цели, се екстремни и излегуваат надвор од Овертоновиот распон. Меѓутоа мораме да бидеме внимателни и да забележиме еден процес кој се случува во последниве 3 декади, а тоа е дека дури и нормалните и нерадикални десничарски и конзервативни ставови, односно реакции, погрешно почнаа да се сметаат за екстремни и за радикални, заради тоа што Овертоновиот распон беше поместен од Западната империја преку нејзината пропаганда и преку нејзиното перење мозок, со цел да ги шиканира и да ги отфрли, да испадне дека се отфрлени и дека се маргинализирани и дека се не се дел од главните желби и струења во општествата, кои што потпаѓаат под капата на Западната империја, оние десничарски, суверенистички, конзервативни движења и ставови. Причината е многу едноставна. Империите никогаш не трпат подилби внатре во себе си и сакаат да ги угнетат и да ги смачкаат. Тоа го прават и насилно, тоа го прават и преку местење избори, за никогаш да не може да победи некоја десничарска, некоја суверенистичка опција. Неодамнешни примери за тоа се во Романија, каде што претседателските избори беа поништени, каде што требаше суверенистички и десничарски кандидат да дојде на власт, кој што имаше општата народна поддршка, барем маргинална. А исто се случи и во Словенија, каде што референдумот за членството во НАТО беше поништен, со цел да се испита дали луѓето сакаат да ја зголемат потрошувачката за НАТО средствата од 2% на 5%, меѓутоа како ќе се испита тоа? Со тоа што ќе гласат на референдум дали сакаат да останат во НАТО или не. И тој референдум беше поништен. Значи империите ова го прават со цел, односно ги поништуваат или ги местат изборите со цел да не се овозможи таква десничарска опција која што ќе воведе некои суверенистички ставови и кој што е опасност по нивната внатрешна кохезија. И третиот начин е преку пропаганда, преку ширење на универзалистички вредности, демек сите сме исти, сите сме луѓе, сите не знам овона, прогресивни права, права на ЛГБТ, некои левичарски права, права на жените и така натаму, со цел да ги осламнат десничарските движења во општествата, кои што типично повеќе се машки, и со таа цел да ги задржат своите провинции под своја власт. Значи, така се случи стеснување на Овертоновиот распон во последните 3 декади, со цел дури и нормалните нерадикални десничарски конзервативни ставови, односно реакции, да се сметаат за екстремни. И така да се прикажат. Меѓутоа не се. Сега со овој исклучок на Овертоновиот распон и неговото движење, да го стргнеме на страна овој исклучок, ако се вратиме на екстремната десница, ќе увидиме дека таа е спремна да користи агресивни методи за да се ги воведе своите незрели идеи. Исто како и екстремната левица, така и екстремната десница.
Тоа беше мојот вовет, а сега ќе му дадам збор на нашиот мил и драг свештеник. Ти благодарам, процесоре, за обширниот вовет. Според мене, екстремната десница се раѓа од страв. Значи, таа е длабоко мотивирана од страв од губење на нешто. Пред се губење на идентитетот, губење на редот, поредокот, културата и така натака, меѓутоа идентитетот е најважниот аспект. Значи, таа не се раѓа од некоја самодоверба, од некоја сила, како што обично сакаат да тврдат екстремните десничари, од некоја голема машкост, од некој херојство, туку се раѓа од слабост. Од чувство дека идентитетот ти се губи, дека немаш сила да го заштитиш, немаш сила да го одржиш, нешто суштинско во тебе е загрозено и ти немаш доволни капацитети да си го задржиш. Тоа може да е нацијата, може да е расата, може да е традицијата, може да е твојот авторитет. Без разлика што е, сметаш дека е под силен напад, а ти не си доволно способен да си го заштитиш она што сметаш дека треба да го заштитиш. Тоа се случува особено кога има периоди на брзи општествени промени. Значи, работи како масовна миграција, како висок морален релативизам, кој што го гледаме последниот период. И тука се јавува онаа желба за враќање на златното време. Тоа е некој митски минат поредок, кој што каде што се било јасно, се било чисто, се било хиерархиски, совршено, се било познато. Меѓутоа, ако навлеземе на вистина во минатото, ќе видиме дека не било на вистина така. Меѓутоа, на луѓето сегашноста не им се допаѓа, сегашноста ги плаши, ги прави слаби и тие се нервираат поради тоа, се гневат поради тоа, се чувствуваат длабоко повредени поради оваа промена, до тој степен да тие не само што реагираат како нормални десничари, туку тие забегуваат кон своји екстремни реакции. Тие сега сакаат не само баланс, не само да се врати редот, туку сакаат екстремна контрола. Сакаат огромен авторитет. Не само да има одреден познат авторитет кој што ќе ги прави да се чувствуваат сигурни, туку сакаат огромен авторитет, сакаат огромна контрола, сакаат доминација, сакаат нешто да ги заштити, меѓутоа во исто време да биде и сурово кон своите непријатели. И така натака. Во центарот на овие екстремни потреби има некоја идеја на чистота. Едноставно, сакаш се што е туѓо, без разлика дали е раса, култура, па дури и некоја духовна идеја која што влегува од страна, сакаш да ја нема. Сакаш да биде чисто од такви страни тела кои што доаѓаат до тебе. Без разлика дали тие имаат логика, ти не сакаш дури ни да размислуваш дали тие имаат логика, се што сакаш е да ги отфрлиш од тебе, се што сакаш е да ги уништиш. И ова е многу голем проблем, бидејќи води до огромна агресија, огромна поделба, огромна омраза кон се што е туѓо, се што е друго, и води до агресија, и води до огромна суровост при таа агресија. Меѓутоа, она што сакав исто така да го, ова е мој вовет, обид за вовет, за како јас ја гледам екстремната десница, она што сакав да го кажам дека во реалниот живот, како се манифестира екстремната десница, според мене таа ја гледам преку појавите на Доналд Трамп и преку појавите на Ендрю Тейт. Значи, се работи за два различни лика, едниот е политичар, другиот е инфлуенсер, да кажеме, меѓутоа во својата основа содржат едно влијание врз десничарите, врз младите конзервативци и така натака, кој што ги води на еден многу лош пат. Ги води кон пат каде што наместо духовна жртва, наместо традиционална одговорност, херојска одговорност, им нуди некои замени кои што наликуваат на тоа,
меѓутоа се далеку од тоа. Наместо лидерство во семејството и заштита на оние кои што се во семејството од страна на мажот, нуди доминација, нуди контрола врз жената, нуди преголема доминација во однос на своето мислење и така натака. Значи, одредени активности кои што наликуваат дека се патриархални, традиционални, херојски и така натака, меѓутоа во својата основа тие имаат цел да доминираат и да ја компензираат за својата слабост која што ја чувствуваат внатре во себе. Исто така, оние учења на Ендрю Тейт кои што се во однос на имај пари, материјализмот е важен, материјализмот е мок, важни се колите кои што ги возиш, важен е часовникот кој што го носиш на рака, облеката, твојот изглед на телото и така натака, тоа се тие вредности кои што се важни. Тоа е она кое што тебе ќе те направи силен, кое што ќе ти даде вредност и така натака. Меѓутоа, тоа е она што според мене е екстремна десница. Тоа го гледам како најголема илузија од десничарскиот табор, бидејќи ова се вредности, ова се учења кои што се извитоперени, кои што се, па можам да кажам, припаѓаат на токсична мажественост, бидејќи во себе содржат материјалистички нарав, празен, несуштински и егоистичен. Целта им е само своја лична сатисфакција, целта им е покажување на некоја вредност, која што ти внатре во себе не ја чувствуваш, туку сакаш само другите да ја гледаат, и потреба за насилна доминација врз другите. Да сакаш да бидеш алфа мажјак, за да ги контролираш другите луѓе, да бидеш лидер над мажите и да бидеш привлечен, меѓутоа и авторитативен врз жените. Тоа не е вистински конзервативизам, тоа не е вистинска десница, тоа не е умерена десница. Од друга страна, кај Доналд Трамп исто така можеме да видиме екстремен егоизам, користење на секакви средства за да се дојде до целта, значи не бирање на своите средства, што е во својата основа крајно нехеројски начин на однесување. Херојот се грижи да ја постигне целта, меѓутоа со одредени вредности, на одреден начин кој што нема да ги погази своите вредности. Значи не ги користи сите средства за да ја постигне целта. Додека злобниот, оној кој што се бори, антихеројот, не антихеројот, туку злобниот, негативецот, тој е тој кој што ги користи сите средства за да ја постигне целта. Тоа е основата на целата борба. Затоа велат, злобниот секогаш има еден цитат во многу различни приказни кај што вели, јас сум посилен од тебе затоа што јас не сум ограничен од моралот. Токму тоа е основата. Основата на злото е во тоа што тој не ги бира средствата, додека пак херојот ги бира средствата за да ја постигне целта. Кај Доналд Трамп можеме да видиме дека нема такво нешто, нема бирање на средства. Можеш да лажеш, можеш да присилиш некој, да убиеш некој, можеш еднаш да кажеш едно, друг пат да кажеш друго, да бидеш превртлив, се со цел да си ја постигнеш целта. Тоа е антидесничарски мајндсет, начин на размислување, светоглед, и тоа е она кое што ги води десничарите, поготово младите десничари, во погрешна насока. Ги води кон насока да мислат дека силата е основата на добриот живот, дека манифестирањето на богатство, манифестирањето на некоја лажна мачо самодоверба која што навидум ја имаш, дека тоа е целта. Дека изгледот е она кое што навистина те прави десничар, кое што те прави конзервативец. Меѓутоа тоа не е вистина. Она кое што те прави вистински конзервативец е твоите вредности, твоето присуство, твојата свест, љубовта која што имаш за другите луѓе, поготово за блиските. Онаа желба и онаа потреба, силата која што ја чувствуваш во себе да ја искористиш за заштита на другите. Да се ставиш себе си на браникот на она кое што го сакаш, а не да се ставиш позади нив и да ги користиш нив како топовско месо за остварување на твоите кукавички површни цели. Вистинската десница, вистинската умерена десница во својата суштина е
потреба за ред во каде што ти ќе се жртвуваш за другите, каде што ти ќе гледаш да им биде добро на другите луѓе. Сите да бидат еднакво уважени, меѓутоа во рамките на своите можности. Екстремната десница сака само он да биде уважен, само тој што е екстремен десничар да биде уважен и сите други да бидат доминирани од него, се грижи за површност, а не се грижи за длабока исполнетост. Одлично, свештениче. Многу добро образлагање и многу добро поврзување на јуначката рамка, односно херојската рамка, со тоа што го гледаме кај екстремната десница. Токму така е. Јунакот и служи на заедницата. Крајниот јунак е Исус. Исус што направил? Се жртвува за гревовите на сите луѓе на човештвото. Значи јунакот се жртвува за својата заедница. Тој добива привилегирана позиција да води, заради тоа што го бива за водење, ама заради тоа што и треба да ја користи својата моќ за да оствари одредени цели, да ја заштити заедницата, да се грижи за животот, да го подобри, да го продолжи, а не заради своите еготистични цели. И свештениче врти, ама ние сепак дојдовме до Андри Тате, а? Немаше бегање од него. Значи, Па тој го гледам јас искрено како некој вид на архетип на екстремната десница, заедно со Доналд Трамп и некои други како него, и оној политичарот од Низоземска, кој што со косата сличен на Доналд Трамп, кој што за секое Херт зло, Вилдерс. кој што за секое зло на светот ги обвинува муслиманите. Што и да се случи дома, жена му ако не му направи добар ручек, муслиманите се криви за тоа. Да, точно да. Тоа беше за Фраканција, мислам дека со Монтескиели или со не знам со кој беше, демек имаше еден мем, вика и се додворува на некоја жена таму од 16-17 век. И се додворува на некоја жена, сакаш ли демек со мене да излезеш нешто од таа смисла? И оваа му вика не, и после тоа следна слика, труд од 300 страници, како општеството се распаѓаат заради жените, нешто така. Така и овој со муслиманите и со мигрантите. Баш така. Значи, Ендрю Тейт е еден вид на екстремна мажественост која што станува дури и комична, дури и стриповска верзија на мажественост, онака. И убаво ја означити со отровна мажественост. И како што зборуваше ти, знаеш, си размислов дека практично мажествените наклонетости се остваруваат во спирална динамика во оние што се топлите бои. Портокалова, жолта, црвена. А жествените наклонетости се остваруваат во така наречените ладни бои. Односно фиолетова, сина, зелена и не знам дали трикизна да речеме. И сега, интересно е дека мажествените аспекти, значи црвена, портокалова, жолта, се повеќе поединечни, повеќе се за поединецот, повеќе се еготистични и повеќе се индивидуалистички. И повеќе се занимаваат со материјален успех, како што спомнати, не за џабе Ендрю Тейт па и Доналд Трамп сметаат дека материјалниот успех е се и дека тоа е најбитната одлика во животот. Од друга страна, женствените аспекти се повеќе заедничарски, повеќе се колективистични. Нели, виолетевата е племенска, сината е религиозна, зелената е повторно колективистичка, левичарска. И тоа што сакав да те прашам, од овој аспект, дали мислиш дека аспектите како, или појавите како Ендрю Тейт и општо екстремната десница е резултат на едно угнетена и занемарена мажественост, која што преку радикална реакција и радикални идеологии се обидува повторно да се асертира себе си како битна во општеството. Па пред се, мислам дека ми ги отвори очите во однос на спирална динамика и дека навистина кога ќе погледнеш оние индивидуалистички полиња или фази во спиралната динамика се атрибутираат имаат карактеристики во однос на конзерватизмот и во однос на десничарството, меѓутоа во исто време се и помажествени, додека пак овие колективистичките, алтруистичките се по-женствени. Меѓутоа,
Јас искрено не би одел до таму да кажам дека конзерватизмот е потисната машкост. Мислам дека, иако во одреден аспект личи така, избориме за екстремната десница, дека е некој вид на потисната машкост, туку мислам дека е потиснат индивидуализам. Мислам дека кога одредена индивидуа или одреден колектив ќе има долго време потиснат индивидуализам, нема да може да го искаже својата индивидуалистичка слобода и е потиснат како ентитет, тогаш се јавува екстремна десница. И можеме да видиме дека навистина е така. Во нацистичка Германија имало големи потиснувања, имало големо угнетување на се што значи да се биде германец и се јавила онаа екстремен одговор, кој што бил екстремно десничарски, меѓутоа воедно и екстремно левичарски. Во Италија можеме да го видиме истото со Бенито Мусолини. Исто така можеме да го видиме тоа на Балканот, каде што секое потиснување на потребата да си ја искажеш својот идентитет колективистички е потиснат и кога е потиснат, тој се манифестира со одредена екстремна реакција на мразење на другите. Зошто? Бидејќи гледаш дека некој друг го искажува слободно својот идентитет, а ти не можеш да го искажеш. Не си слободен, има некоја кочница. И мислам дека ова е коренот на екстремната десница, а не дека е потисната машкост. Меѓутоа може да сум грешка. Знаеш како, некако мене во главата секојаш ми се поврзувале наклонетостите кон посебност и кон независност со машкост, а наклонетостите кон заедничарење и кон грижа со женскост. И некако, гледајќи ги мажите и жените, гледајќи ги на кај претендираат, да речеме, обично така се распоредени, значи не треба да бидат во екстремата на овие две работи, и тоа обично се така распоредени. Обично мажите сакаат да се независни, сакаат да се материјално успешни, зашто тоа за нив значи независност и контрола и моќ, сакаат да се стекнат со позиција на моќ, затоа што во една стрикна хиерархија, тој што има моќ, тој кој што е независен. Колку повисока моќ имаш, толку си понезависен во стриктната хиерархија. Колку помалку моќ имаш, толку помалку си независен, односно повеќе си зависен. Од машка гледен аспект. И сега дали моќта функција, председател, или е моќта материјален успех, пари, нели, имоти и така натаму, небитно. Битно е дека моќта и независноста и посебноста се повеќе машки одлики, што не значи дека се само машки, туку се повеќе машки, а овие други колективистички и тие на грижа се повеќе женски. И други интересно е дека мажите, например, повеќе имаат наклонетост кон воспоставување хиерархии, општо, а жените повеќе имаат наклонетост кон кршење на хиерархиите и кон воспоставување на еднакво ниво. Сите сме исти, така натаму. Сега, од тој аспект, се реков, можеби, заради тоа што многу мажи денеска се осеќаат, особено млади мажи се осеќаат како маргинализирани и неуважени во денешно општество, кое што несомнено ги предничи жените за многу работи, зборам за модерното општество и за модерните млади мажи и жени. Младите мажи се осеќаат угнетени или маргинализирани и заради тоа можеби нивната наклонетост е да се свртат кон фигури како Доналд Трамп и Ендрю Тейт, кои што им ја прикажуваат екстремата на нивните машки наклонетости, која што е незрела, која што не е јуначка, меѓутоа, бидејќи се млади, толку знаат и многу лесно се радикализираат. Се согласувам со ова последно што го кажа. Во однос на спирална динамика, мислам дека тоа не е некој генерален принцип, меѓутоа во однос на моменталнава динамика, како се случува, да, можеме да видиме дека многу млади мажи се обесхрабрени од она што се случува во светот, не ја добиваат онаа потребна валидација, потребна шанса, потребна еднаквост која што ја очекуваат од светот, и тоа ги води да бидат огорчени, и тоа ги води да бидат привлечени од учењата на екстремната десница, која што ги учи дека ако светот не те прифаќа, не го прифаќај ни ти.
манифестирај сила, направи пари, оддели се од светот. Ако жените те потиснуваат, ако жените не ти даваат внимание, не те сакаат, не ги сакај ни ти веќе нив, мрази ги. Ако фатиш некоја девојка или кога ќе се ожениш и така натака, доминирај ја, не ги давај да збори, бидејќи ако ти не го правиш тоа, она тебе ќе те доминира, и зошто да и го дозволиш тоа? И на тој начин, всушност врската, љубовта, семејството го сведуваат на еден вид на не само пазар, туку еден вид на конкуренција, еден вид на константна компетиција, кој кого ќе потисне, кој кого ќе угнети, и секако мажот најчесто победува во тоа доколку е агресивен и доколку е доминантен. Меѓутоа, тука не може да има љубов. Не може да има еднаквост, не може да има безбедна зона каде што ќе растат деца и каде што ќе се развива љубовта. Меѓутоа, ова е само на аспект на машко-женски односи. Во однос на светот исто така можеме да видиме дека има константна проекција на мок, константно покажување со прст кон некој и нафрлање на сите проблеми што ги чувствуваш во себе врз некој друг човек. Например, сега особено популарно е да ги обвинуваме сите евреите поради она што се случува во Газа. Дефинитивно тоа што се случува во Газа е геноцид и дефинитивно ционистите се опасна и крајно екстремна организација која што во 21 век прави страшен геноцид и изгладнува деца и ги убива. Меѓутоа тоа не значи дека сите евреи се злобни или пак дека мигрантите се злобни суштества во својата основа и дека треба сите да бидат удавени во водата, каде што во морето кој што се обидуваат да го поминат, или пак дека ЛГБТ припадниците се сатанизирани и дека се болни и дека треба да се лечат со ќотек и така натака. Значи тоа се некои покажување со прст, нафрлање на целиот свој гнев кон една група на луѓе, дали се жени, дали се евреи, дали се муслимани, дали се левичари, ЛГБТ, и обидување својата сенка, која што ја чувствуваш во себе, да ја проектираш кон нив, и после тоа само мислиш дека ако ги уништиш нив, процес кој што е многу тежок, меѓутоа ако ги уништиш нив, тогаш ќе бидеш чист, ќе бидеш целосен, или твојата држава, твојата околина ќе биде чиста и целосна. Меѓутоа тоа не е вистина, бидејќи она кое што тебе те прави да се чувствуваш лошо е твојата внатрешна слабост, која што не си ја адресирал. Не си се свртал кон себе и не си ги нашол оние слабости во тебе кои што те прават да го чувствуваш стравот кој што го проектираш. Например, проблемот со името во Македонија. Многу конзервативци, многу десничари сметаат дека ова е многу голем проблем, проблемот со името или проблемот со бугарите во уставот и така натака, бидејќи ако ние нешто дозволиме или ако ние нешто не направиме како што треба, ќе бидеме уништени. Меѓутоа тоа е според мене еден мајндсет, еден начин на размислување од позиција на ниска самодоверба. Оној народ кој што се знае себе си, кој што се почитува себе си, кој што се сака себе си, не делува не постапува од позиција на страв. Ти можеш да преговараш, можеш да не преговараш. Меѓутоа, ниедна од овие активности не треба да бидат мотивирани од стравот дека ќе изгубиш нешто, дека веќе нема да бидеме македонци, дека некој ќе ни ја земе државата и така натака. Никој не може да ти ја земе државата ако ти си ги знаеш своите сили, ако веруваш во себе, ако се сакаш себе си, ако се почитуваш себе си. Меѓутоа, ако не веруваш во себе, ако се чувствуваш слаб, ако се чувствуваш немоќен, незаслужен за оваа држава која што ја имаш или за оваа нација која што ја припаѓаш, тогаш ќе се плашиш од се. Тогаш мислиш дека грците ќе те ја земат, албанците ќе ти ја земат, бугарите, се некој е непријател, се некој е против тебе, кој што можеби и е против тебе. Меѓутоа, кога си навистина силен, кога чувствуваш самодоверба во себе, без разлика кој лае околу тебе, ти си достоен. Си го правиш оно кое што сметаш дека треба да си го правиш без гнев во тебе, без претерана реакција. Да, се согласам со тебе. Види,
Не секогаш стравот доаѓа од тоа што си ги немаме решено проблемите во себе си, туку некогаш доаѓа од реални стварни закани по нас. Да бидеме реални, Бугарија и Србија со векови тираат пропаганда на поништување на македонскиот народ и на негирање дека постои, и таа пропаганда им доаѓа од комплексот, од нивните, како да ги наречам, квази империалистички локал наклонетости тука, со кои што сакале да си ги земат што повеќе да заграбат од Балканскиот полуостров во нивните империалистички сонови. Тука им помогнале многострански сили и им ги создале истите комплекси кои им помогнале. Русија на Србија и Бугарија, Германија и Англија на Грција и така натаму. Значи, постои вистинска закана, меѓутоа тоа со кое што се согласувам со тебе е дека ставот не треба да ти доаѓа од страв. Без разлика дали постои закана, тебе ставот треба да ти биде со самодоверба дека едноставно тоа е тоа. Ќе се бориме, ако треба и ќе не снема, ама да не снема во борба, а не да се плашиме од сенката. Точно така. И уште една работа која што сакав да ја спомнам и која што ќе се наврати малку на она што го кажавме претходно, на юначките вредности, а тоа е дека, и ова е моја порака до младите мажи, кои што повеќе се наклонети кон десничарска радикализација, со ликовите како Ендрю Тейт и слични, или неонацистички движења некои, а тоа е дека мажите ја стекнуваат својата позиција на моќ во општеството под условот дека ќе служат на својата заедница. Значи, мажите може да се стекнат со позиција на моќ. Нивната позиција на моќ е позиција на служба. Ова го дискутиравме во нашата епизода Водство и авторитет. Проверете ја таа, мислам дека ќе ви се допадне. Значи, вистинската позиција на моќ е моќ на понизност и на служење врз оние кои што те назначиле да водиш. Ти не си над нив, ти си под нив. Ти се стекнуваш со позиција за водење, заради тоа што си силен, заради тоа што си маж, заради тоа што имаш тестостерон, заради тоа што знаеш да водиш, заради тоа што некогаш треба и да се тресне со рака на маса и да се направи нешто, а не само да се договараме бесконечно и да плачеме, која што е другата тенденција, нели? Меѓутоа, или да консензус да бараме цело време, некогаш мора да се спроведе нешто и посилно и со поголема волја. Меѓутоа, тоа што треба да се спроведе е нешто јуначко, нешто кое што ќе ја донесе на твојата заедница на која што и служиш нешто позитивно, а не тебе што ќе ти донесе нешто позитивно. Мажите, односно водачите, ги добиваат своите привилегии, добиваат пари, добиваат статус, добиваат позиција на моќ, заради како нус производ на нивното служење на заедницата. Тие не се таму на таа позиција заради тоа што тие сака. Тие се таму заради тоа што нивната заедница сака. Тоа е херојската мажественост. Херојската мажественост е мажественост на служење од позиција на моќ. Таа е витешката мажественост. Таа е бушидо кодот во Јапонија, односно самурајскиот код. Тоа е служење и добивање на позиција на моќ и служење од таа позиција на моќ, а не остварување на своите еготистични желби. И кога ќе го сватите ова, тогаш ќе увидите дека екстремистите, како Ендрю Тейт и како Доналд Трамп и како неонацистичките движења, всушност се антихеројски, се противхеројски. И тие не треба да ги следите. И во вашето зрење ќе увидите дека тие се токму тоа, екстремни. Свештениче? Многу убаво кажано, секоја чест. Јас ќе се сложам со тебе и само ќе посочам со еден пример како во Америка, кога се создаваше мага движењето пред изборите во 2016, можеме да видиме дека имаше токму такви стремежи, токму таква реторика. Реториката беше во однос на тоа дека новата администрација се грижи за Америка, дека херојски ќе се жртвува, дека ќе има голема пожртвуваност, дека ќе има голема грижа за другите и така натака. И луѓето потпаднаа на тој трик. Може би јас би потпаднал, бидејќи тоа беше единствената алтернатива која што им беше понудена. Од друга страна имаше повторно истиот глобализам и повторно истата држава во сенка. Меѓутоа, со вториот термин, со второто доаѓање на Доналд Трамп на власт, јасно се увиде дека всушност сето тоа било лага, сето тоа е илузија. Целта било
политичка доминација, целото било егоистично доминирање врз оние кои што те мразеле, дури не се веќе ни истомисленици, туку едноставно се работи за чиста мафијашка пресметка, чиста борба помеѓу, не помеѓу идеи, туку помеѓу личности, и може да се види дека на врвот стоеле луѓе кои што се заглавени во црвената фаза, во спирална динамика, а не се работи за некои луѓе кои што баратаат со високи идеи, вредности и размислувања и концепти, туку само ги користат популарните термини, популарните концепти кои што се движат околу светот за за свој личен профит. Исто така, пример можеме да извлечеме од она екстремна мажосфера, која што се манифестира со... Постои одреден аспект на мажосферата кој што е многу добар, ги учи мажите да се сакаат себе, да го вреднуваат да ја вреднуваат својата мажествена енергија, да стремат, им дава алатки и начини и методи и начини на размислување да можат да основаат семејство и да сакаат да основаат семејство и како да ја заштитат својата жена и како да ја направат својата жена среќна и така натака, и како да ја направат семејството нешто значајно, како својата околина да ја претворат во нешто кое што има смисла и кое што дава благодарување на духот. Меѓутоа, има една екстремна гранка која што се издвоила од оваа позитивната и која што се фокусира кон мразење на жените, одвоеност, одредена себичност и чист фокус кон пари. Покажување на вредност, покажување на материјални добра и често се манифестира со немање на жена и немање на деца. Дури можеме да видиме дека се фалат со тоа што на 40 години немаат жени или немаат деца. Слободни се мажите од деца и слободни се од жени, не си го трошат своето богатство на некои такви во наводници паразити, туку си го живеат својот живот како богаташи. Ова е екстремната десница, ова е крајен кукавички начин на размислување. Ова е однесување кое што ги уништува, ја подкопува цивилизацијата и ги подкопува сите жртви на предците. Така да сметам дека ако секој што се смета себе си за десничар, пред се треба да работи на вредностите како што е љубов, како што е саможртва, како што е самодоверба и треба да работи на својата сенка. Не треба да покажува со прсти да рече жените се криви, децата се криви, муслиманите, евреите, белците, црнците, русите, американците и така натака, туку да рече како јас да бидам доволно силен да се заштитам од негативните напади од сите страни. Како јас да се заштитам, како своето семејство да го заштитам, не да мразам, не да влегувам во екстремна омраза и реакција кон нивните напади, туку како јас самиот да се обликувам себе си на таков начин да бидам херој и покрај тоа што надворешноста е непријателска кон мене. Тоа е вистинско херојство, тоа е вистинска жртва. Таков живот е великански живот и таков живот ќе создаде вистинска цивилизација и ќе остави пример за иднината. Браво бе свештениче, како го срочи ова, браво. Сакав да парирам на твојот прекрасен говор, кој што го даде. Благодарам да ти кажам, не само што парираше, туку и го надмина. Јас само една работа би додал, знаеш, кога ги кажуваше во смисла евреите се криви, русите се криви, американците се криви, Америка, Западот, сите тие се криви. Тоа што младите мажи треба да го увидат е дека тоа е дел од кампањата и од пропагандата за да ги деморализира. Затоа што во оној момент кога ќе се убедиш себе си дека против тебе има такви големи системи и како да кажам склопови, конгломерати кои што не можеш да ги победиш затоа што се преголеми, зашто ти мислиш дека се преголеми,
тогаш се откажуваш и тоа е деморализацијата. Меѓутоа, како што ти каже Пол Джозеф Ватсон и како што ти се поклопиме со тоа што го искажа свештеникот, а тоа е изникнувањето над самата деморализација е половина од битката. Значи, револуцијата почнува од тебе и почнува од духот. Ако твојот дух стане убеден дека ќе успее и дека треба да биде истовремено, како што се 4 јуначки вредности: слобода, правда, вистина и љубов. Значи, ако твојот дух ги следи сите овие 4 вредности и си истовремено слободен, правичен, односно праведен, љубовен и грижлив и ја љубиш вистината, тогаш ти ќе бидеш јунак и тогаш ваквите радикализации и екстремната десница нема да ти биде привлечно. Туку ќе станеш јунак и ќе ти стане јасно зошто е екстремна и зошто не треба да ја следиш. Како што не треба ни екстремната левица, меѓутоа за тоа во следната епизода. Ова е добра точка да завршиме со нашата епизода. Ќе дадам мало кратко сиже, па одиме со практични и прагматични совети. Нашата денешна тема беше насочена кон екстремната десница. Дадовме на почетокот една поширока дефиниција што е, како и неколку примери. Кажавме дека екстремните десничари се отворени за посегнување кон агресивни и радикални чекори за да ги остварат своите недоветни и недозреани идеи и идеологии. Потоа свештеникот навлезе со перспективата на тоа дека екстремната десница е нејуначка во својата основа и дека јунаштвото е служење спрема својата заедница. И оваа перспектива ја анализиравме во остатокот од емисијата и со таа и завршивме сега на овој крај. И мислам дека од сижето е доволно, одиме со практичните и прагматични совети. Да бидеш екстремен десничар, значи да бидеш себичен, да мразиш и да ги проектираш своите слабости. Во својата основа, екстремното десничарство е ниска самодоверба и огромна сенка која што ти е непреработена во твојата психа. Да бидеш умерен десничар, значи да не бидеш себичен, да се грижиш за другите, да бидеш херој, да бидеш пожртвуван, да не мразиш, туку твојот светоглед да биде обликуван од љубов и од разум, да не проектираш сила, да не проектираш богатство, туку да бидеш скромен, умерен и твоите дела да зборуваат за тебе. Фашизмот не е само збор. Тој е специфична форма на екстремна десничарска политика која што вклучува нарцистички култ околу лидерот. Рейчел Медоу.